да победи најдобриот, да победиме сите. Во едно сакам на дамите да им честитам и празник. Ви посакувам добро здравје, сакам да се осеќате како дома и сакам да го прогласам, да го озваничам денешниот ден со свеченост. Се работи за државно првенство во одбојка за основни училишта и како што гледате во женска конкуренција. Иначе, како организатор сме ние Општинскиот сојуз на училишен спорт на Кавадарци и тоа го работиме според планираниот календар во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, која и ние како домаќин и таа како главен стожер на развој на училишниот спорт во цела држава може да кажеме дека се залагаме. Приоритетна цел ни е масовноста, омасовување во сите типови на спорт и спортски гранки и нашата парола нели мораме да ја испочитуваме и да дадеме една гаранција дека преку овие масовни манифестации да покажеме дека децата го сакаат спортот, а ние начело нели со Федерацијата на училишен спорт, со Агенција за спорт и млади да им го овозможиме тоа. Посебно чест ни е денес што сме организатори на ова државно првенство, бидејќи имаме во Кавадарци една неславна традиција, ете со одбојкарскиот спорт. Не можеме да го мрднеме, да го ставиме на прав колосек, па затоа беме иницијатори да еве преку оваков тип на првенства го заживееме и овој спорт, го подигнеме малку на повисоко ниво, преку масовни настани да добиеме едни квалитетни, па да речеме и професионални лица кои ќе и понатаму се бават со овој спорт. Да не би должел многу, благодарам на медиумската поддршка и го честитаме празникот на жената 8 март, а на сите учесници им посакуваме убав спортски ден. Името на Федерацијата, професоре, вие им се обративте на младите и рековте дека ќе се вложува многу во спортот на младите. Како? Имате ли некои податоци? Колку државата мисли на овие деца? Точно. Значи, сепак спортот е една благородна активност за која што сите сме свесни дека многу е потребна, особено за младата генерација. А државата прави едни сериозни исчекори во еден подолг период во континуитет за да изнајде механизми да може масовноста да се примарно зголеми. Во сите стратегии за развој на спортот, во сите земји и околу нас, и тие поразвиените и подалечните земји, две основни цели се. Едната е масовност, а другата е врвниот спорт за меѓународна презентација на државата. Ние секако меѓународно имаме некои спортови каде што се афирмираме. Меѓутоа масовноста сепак е нешто приоритетно и затоа и Министерството за образование и наука и Агенцијата за млади спорт заедно преку владата, преку како реализатори Федерацијата за училишен спорт на Македонија се прави една мисија, така да кажам, и едно движење спортско за да што повеќе ученици во училиштата активно се вклучат во спортот. А инаку, како податок, целта на Европската унија е младите генерации некаде до 50% активно да се вклучени во спорт. Се во овие земји што сме балканскиве и така натака, ваку процентот е нешто понизок и сега ние стребиме во таа насока и бараме некои форми, организацијски модели каде што ќе може во самото училиште поголемо внимание да се посвети во таа сфера за помасовно вклучување. И сега ние како федерација имаме огромен број на проекти од разна природа, да кажем, каде што преку државата и преку законите во основно и средно образование се отвараат училишни спортски клубови како правни лица за да може преку нив и финансиски да се поддржат тие и преку локалната самоуправа и некаде преку самите училишта и по принцип на самофинансирање и преку разни други буџети од државата за развој и така натаму и така натаму. Така што исто така имаме и проекти преку од другите национални спортски федерации каде што сакаат спортот врвен преку младите генерации да го доближат и преку нашата федерација веќе неколку проекти реализираме и во таа насока, така што влегуваме не само во основното и средното образование
во основното со овие ученици од предметна настава, него сега влегуваме и со учениците од оделенска настава, што е исто така едно ново богатство, не само за системот спорт, него и за системот образование или за целото општество во целина.